Владата има системски решенија за ромите за поквалитетно образование, вработување и домување. Министерот Шабан Салиу на состанокот со невладините ромски организации ја представи стратегијата за 2025 година, со која ќе се детектираат проблемите кои ги засегаат оваа категорија граѓани, се со цел да се дојде до едно поинклузивно и поправедно општество. Салиу објасни дека во стратегијата е наведена заедничка соработка со 8 министерства од кои ќе треба да се обезбедат дополнителни буџетски средства за решавање и подобрување на животот на ромите. Нашите права, како и на останатите, се загарантирани со уставот, рече Салиу. И ние сме граѓани на ова општество и ние имаме дечиња кои треба да одат во училиште, има своји потреби и ние имаме потреба од облека, храна, односно што е живот. Државата, очекувам, како што кажав, посебно председателот на владата на нашата држава, господин Христијан Мицковски, со кого имам одлична соработка во претходниот период, да организираме повеќе можности буџетот кој ќе биде во оваа стратегија и за другите намени, оние системски решенија и во законите на другите министерства да се зголемат. Министерот објасни дека голем број од граѓаните од ромската заедница во пресрет на зимскиот период немаат огревни дрва за да се загреат. Рече дека во владата имаат разбирање за нивното барање за дополнителни 33 милиони евра за изградба на 1001 стан, а посочи дека има одлична соработка со министерот за социјална политика, демографија и млади и дека заеднички ќе пристапат во решавањето на одредени потреби за ромската заедница. Со господинот Лимани очекуваме да го појачаме со нови вработени, со пошироко размислување како истото директно да се реагира кај граѓаните, односно кај ромите. Салиу за крај рече дека во иднина очекува поголема совест од владата и министерствата и дека посакува искрена и доследна интеграција на ромите, не само тука, туку и во Европа.